Одамна не сме збореле за булинг. Неодамна излегоа резултати од една анкета спроведена помеѓу младите, токму на оваа тема, која што вели дека над 65% од младите имаат некогаш во животот доживеано или биле жртви на булинг, а дури 92% биле сведоци, односно виделе како некој врши булинг врз некого. Сега, што е тоа булинг и какви форми на булинг има? Јас веќе имам направено вакво видео и ќе го линкувам за да слушнете и да се информирате. Бидејќи мислам дека овие информации се многу важни и ова е нешто за кое што треба да размислуваме, особено и ние како возрастни, и да превземеме нешто. Зошто го велам тоа? Многу често булингот може да влијае и на менталното здравје на младите. Многу често може да предизвика anxiety, може да предизвика депресија и некако децата се оставени сами на себе, односно самите да се справуваат со се во ова. Ние возрастните не им помагаме нешто многу. Многу често децата не ни имаат доверба во родителите, да им се доверат, да им кажат дека се жртви на булинг или дека нешто се случува. Веројатно најчесто за тоа што децата мислат дека ако кажат на родителите, родителот ќе отиде во школа и ќе ја направи ситуацијата да биде уште полоша од што била. А од друга страна, психолозите кои што ги имаме во училиштата најчесто служат за да ги искараат децата. Значи, ако те испрати професорот кај психологот, тоа значи дека си направил некоја глупост и сега одиш за да те искараат. Наместо тоа, треба да можеш да буквално да тропнеш на вратата на психологот и да му се пожалиш или да побараш некаков совет кој што ќе ти помогне да решиш некаков проблем со кој што се соочуваш. Овие системи кај нас речиси и да не функционираат. Ние како возрастни многу малку имаме свест да им помогнеме на младите кога се соочуваат со булинг. Минатата година бев на една интернационална програма токму на тема булинг, каде што учествуваа луѓе од многу држави од Европа и од Азија и сите споделуваа некакви искуства и некакви програми кои што се спроведени во нивната држава на тема булинг, односно како да се запре булингот во школите и помеѓу младите. Јас од нашата држава немав што да споделам, затоа што ние не имаме програми кои што се занимаваат со оваа тематика или дури и оние организации кои што спроведуваат некакви акции, овие акции не се доволно распространети или се многу мали, што дури не сме ни слушнале за нив. Значи, првиот начин како можеме да им помогнеме на младите во однос на булингот е нормално да се спроведат некои програми во образовниот систем во кој што поминуваат голем дел од времето децата. Меѓутоа, вториот начин кој што мислам дека е уште поважен, на кој што можеме да им помогнеме на младите и едноставно да промениме цели генерации на подобро понатака, тоа е да внимаваме што ние како возрастни правиме. Постапките кои што возрастните ги прават, размислувањата кои што возрастните ги споделуваат, децата ги гледаат и врз база на овие постапки постапуваат и самите деца. Например, доколку родителите дома зборуваат вака или онака за некоја одредена расна припадност или етничка припадност или за луѓето кои што изгледаат вака или онака, детето го слуша тоа и после во школа го применува она кое што го научило дома. Значи, голема причина зошто децата и младите вршат булинг едни на други доаѓа од самото семејство и од самите родители. Меѓутоа, исто така, во време на социјал медија и во време кога можеме да прочитаме секакви и најодвратни коментари на социјалните медиуми, сите како општество имаме удел врз размислувањата на младите.
Значи, секој пат кога ќе пишете на социјалните медиуми дека некој бил ваков или онаков, или изгледал вака или онака, или некоја девојка заслужила и си го барала да биде истепана или, не знам, силувана, или дека оваа била кокошка, онаа била крава, децата го гледаат тоа, учат и го применуваат. Во оваа ера на социјални медиуми, не е само семејството она кое што ги воспитува децата, туку сите ние како општество даваме пример за како треба децата да се однесуваат понатак. На нас останува да одлучиме каков пример сакаме да им дадеме на младите. Дали добар пример или лош пример? Дали со нашите постапки охрабруваме или поттикнуваме булинг, или ги поттикнуваме и ги инспирираме децата да бидат фини едни со други, да се сакаат, да си помагаат. Значи, при секоја интеракција на социјалните медиуми треба да бидеме свесни дека се што ќе напишеме го гледаат сите, вклучувајќи ги и децата и младите, и тоа влијае врз нивното понатамошно однесување.